Добре дојдовте во темата на неделата. Се чини дека деновите на така наречената исламска држава се при крај. Но што со екстремистите кои биле таму, а се враќаат во земјите во Европа, меѓу кои и во Македонија? Твитот на американскиот председател Доналд Трамп дека европските земји треба да превземат стотици заробени милитанти и да ги изведат пред суд, го отвори прашањето за безбедноста во Европа по евентуалниот пораст на исламската држава. Обединетите нации проценуваат дека во Сирија и во Ирак би можело се уште да има околу 18.000 припадници на ИСИС. Американскиот председател Доналд Трамп им порача на европските сојузници да вратат дома и да изведат пред суд околу 800 милитанти на исламската држава, заробени во Сирија. Трамп на Твитер напиша дека поразот на исламската држава на границата меѓу Сирија и Ирак ќе значи оти Соединетите држави ќе бидат принудени да ги ослободат, с оглед на тоа што американските војници треба да се повлечат од Сирија. Нерешавањето на ова прашање ќе значи дека борците на групата би можеле да се инфилтрираат во Европа, предупреди Трамп, повикувајќи ги Британија, Франција и Германија да си ги преземат обврските. Тие тоа го одбија. Генерал мајор Чип Чепмен, поранешен шеф за борба против тероризмот во британското министерство за одбрана, вели: Where Donald Trump is right, of course, is that if the US withdraw, the prisoners being held, and don't forget, this is not just IS fighters, this is women and children, so you need a policy issue for all those three constituent groups. Паѓањето на Багус, последниот джеп на борците на исламската држава, значи крај на 4-годишната глобална кампања за уништување на екстремистичката група на територијата на Сирија и Ирак. Од организацијата Луѓето бараат промени, која беше формирана во 2013 година, како одговор на влошувањето на конфликтите на Блискиот Исток, вела дека поразот на исламската држава нема да значи и крајна опасност од тероризам. Нидал Битари, управен директор на оваа организација која помага да се обезбеди долгорочна помош за луѓето на Блискиот Исток, вели: Baghuz, yes, it's the last area that is controlled by ISIS, but I'm not sure that it's going to be the end of ISIS. На врвот на моќта на оваа милитантна група во 2014 година, незиниот така наречен калифат се протегаше на скоро 1/3 од Ирак и од Сирија. Сегашната елиминација на исламската држава покрај чувството на победа го носи и стравот од она што би можело да представуваат таквите добро обучени и искусни милитанти за безбедноста во Европа. Германската министерка за одбрана Урсула фон дер Лејен по средбата со незиниот американски колега Патрик Шанахан во минатата недела во Минхен изјави дека исламската држава го менува своето лице. Aber es bleibt festzuhalten, dass der IS zurzeit sein Gesicht ändert, stärker in den Untergrund geht und dort Netzwerke aufbaut, auch mit anderen Terrorgruppen, zum Teil in einem globalen Netzwerk, das sie im Untergrund versuchen aufzubauen. Како своевидна потврда на ова беше и веста што ја објави турската државна новинска агенција Анадолу, дека властите во северозападната провинција Бурса уапсиле 52 сиријски државјани, осомничени джехадисти од исламската држава. Турција ја обвинува исламската држава за серија терористички напади, вклучувајќи ги оној во минатата година во железничката станица во главниот град Анкара, во кој загинаа 100 луѓе. Турција засили борбата против джихадистите и дозволи на меѓународната коалиција, предводена од Соединетите држави, од турска територија да изведува воздушни напади врз оваа група во Сирија. Во Македонија според некои проценки има околу 80 лица кои се вратиле од боиштата во Сирија и кои би можеле да бидат закана за безбедноста во земјата. Според познавачите, радикалните структури секогаш се закана за земјата и тие треба да се следат, но оти моментално нема место за паника. Околу 150 македонски државјани учествувале во војните во Сирија и Ирак, како припадници на паравоени или параполициски формации. Од нив досега во земјава се вратени околу 80 лица. Пред неколку денови МВР соопшти дека по дојава од пријателска земја, полицијата спречила терористички напад од исламската држава во земјава, уште во процесот на планирање. Деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски вели дека нема потреба од паника меѓу граѓаните, бидејќи нема
нема информации оти се подготвувал никаков сериозен терористички напад, но според него треба да се следи действувањето на странските борци. Тие постојано ќе бидат закана, државата треба да гради систем за нивна ресоциализација, ако ништо друго во оваа фаза сега е доволно да се следат нивните активности. Затоа што токму таквите лица кои што и претходно биле во боиштата на Блискиот Исток ги предизвикаа нападите ширум Европа, и во Франција и во Германија. Тие се и добра логистичка поддршка за луѓето кои што одовде заминуваат. Меѓутоа, тој тренд, барем во последните неколку месеци, е многу намален. Речиси и да не постојат информации дека имаме нови државјани на нашата држава кои што заминале на боиштата на Блискиот Исток, меѓутоа се разбира, бидејќи тие луѓе се уште имаат врски и одредени односи со таквите организации, треба нивните активности да бидат соодветно следени. Македонија никогаш не била изземена од евентуалните напади поради големиот број на припадници на исламската држава кои потекнуваат од Балканот, вели поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Тие радикални структури самите по себе се закана за безбедност и стабилноста на било која држава. Ако може да нападнат во Франција, во Белгија, во Германија, мислам дека ние можеби заради се смире состојбата да нема реакција кај граѓаните, цело време викаме не сме цел. Апсолутно никош не сме били изземени како држава и како аспиранти за влез во НАТО и заради вкупните состојби Балканот. Обвинителството во декември поднесе обвинение против 7 македонски државјани за учество во странска војска или параполициски формации. Претходно со обвинителството за пониски затворски казни се спогодија 17 лица, кои беа уапсени по полициските акции Келија 1 и 2. Тоа беше се во оваа емисија во која се осврнавме на можните последици од враќањето на милитантите од боиштата во Сирија и во Ирак. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.